Статистиките укажуваат дека секоја втора жена во светот трпи насилство од својот партнер, а секоја петта е под закана од насилство. Денес во ова издание на Приказна ќе го испитуваме ова како тема. Вие се омаживте на 20 години. Така, да. Имате мајка на 2 деца. Да. И жртва на семејно насилство. Би сакала прво да прашам кога почна првите напади, првите моменти на насилство од вашиот партнер? Уште од самиот почеток, уште од самиот старт, уште од периодот кога решивме да живееме заедно, што јас како студент на природно-математички факултет, а тој како вработен во државна администрација, беше овдека во Скопје и се договоривме да живееме заедно. Насилството си почна и си траеше додека траеше. Дали раѓањето на децата го смени тој тек? Или... Нажалост не, си продолжуваше тоа, си тлееше, понекогаш помалку гореше, понекогаш повеќе, меѓутоа беше тешко, повеќе за мене, заради тоа што ни се роди првиот син, во, така да кажам, по тешок период, каде што тој беше повеќе одсутен од дома и целата енергија требаше да биде истурена врз детето и посветување на детето, а по секое негово враќање уште една енергија, меѓутоа негативна, да морам да се снајдам и во тој дел од ситуација, која што не беше баш лесна. Кажете ми дали побаравте помош, дали реагиравте, дали пријавивте до службите, каква беше реакцијата? Во првичните моменти не, бидејќи од мало градче сум, каде што секој со секој се знае, каде што уште не е баш тема развод, семено насилство, каде што проблемите се над, туку секој за секој си има мислење. Ми беше првично страв од тоа како ќе реагираат моите родители, дали да им го кажам мојот начин на живење, како ќе реагираат моите другарки, моите сограѓани на сето тоа, бидејќи важевме за една угледна фамилија во која што никогаш не е имало такви проблеми. Ми беше доста тешко. Не побарав во тие периоди помош од никого. Ако имаше причина за да си одам од дома, а често го имаше тоа, да морам да заминам од семејната куќа, да отидам кај моите родители, а понекогаш да спијам и во кола, да преседнам на некоја улица, во некоја паркче и да се вратам повторно назад. Што ви кажува родителите, еве пријателките, дали со некој од нив го споделивте моментот на насилство? Во првичните моменти не, но подоцна како се одвиваше ситуацијата, да кажам на полошо физичко насилство, морав да разговарам со некој, првично со една поблиска пријателка, која што ми сугерираше да реши и пресечи, меѓутоа го имав оној страв и од она што ќе кажат другите, бидејќи пак ќе потенцирам дека мало градче во кое што така функционираат нештата. И со тоа како ќе им биде на моите родители, кога сите ќе зборуваат за мојата ситуација. Затоа и го правев она одење и враќање и она несигурност во себе дали ќе можам сама. Финансиската ситуација и финансиската немоќ, да кажам, во првичните моменти може би беше причина. Моите родители упорно финансираа за да бидеме како посебна семена единица, како посебна целина. Доста финансира, се вработив каде што па продолжив јас да финансирам. Ајде, продолжуваат проблемите, ајде ќе се обидеме со второ дете, белким ќе се сменат, меѓутоа не. Напротив, уште полошо стануваше. Децата веќе не се мали. Како реагираа тие кога се случуваше насилството? На секоја случка реагираа бурно,
На секоја случка излегувавме од дома, на секоја случка моравме да одиме кај моите родители, бидејќи не бев сама за да седам во паркче или во кола. И требаше топло, мораше поголемиот син да оди на училиште и неколку дена останувавме кај нив, додека да се стиши ситуацијата. И потоа, пак ќе кажам, се враќавме повторно дома. Што беше присудно кога ја донесовте одлуката дека веќе нема да се враќате во домот каде што се случуваше насилството? Поголемиот син доста темпераментен, енергичен, доста талентиран, сакав да оди напред. Јас не им го дозволив тоа на моите родители, да се докажам во образование, да дипломирам, сакав моето дете да биде успешно, за да го продолжи мојот чекор. Случката беше доста жална и трагична кога поранешниот сопруг сакаше живи да не запали. Моментот беше доста болен и тешок, особено за дете кое што е 8 години, помалиот син, поголемиот околу 13. Моментот беше на поголемиот син пресуден. Те молам, мама, пресечи, дали сакаш да останеш повеќе со него или не сакаш нас. Одлучи се дали ние или тој. Тогаш и побарав помош од службите, не знаев како да постапам во таа ситуација. Се одлучив за децата, меѓутоа дали требаше некаде да пријавам, па се обратив до Центарот за социјални грижи. И поради специфичноста на случајот моравме да заминеме подалеку од родниот град, од семејната куќа, да дојдеме овдека во Скопје, да започнеме нов живот. Кажете ми како реагираа службите, дали ви дадоа поддршка, ве насочуваа ли што треба да направите, како да се воспостави комуницирањето со таткото на децата, имаше ли некакви мерки? Искрена да бидам, во ниту еден случај не реагира, во никој еден случај не праша каде сме, со кого сме, дали имаме кров над глава, дали децата имаат храна и сите тие работи. Кога дојде моментот да нивниот родител си бара да ги види децата, Центарот за социјално реагираше многу бурно. Да кажам, во однос на прашањата зошто не го сакате вашиот татко, зошто не ги сакате родителите на вашиот татко, зошто не сакате да го видите вашиот татко, а ја знаеа целата ситуација. Тие трауми на децата им беа доста тешки и доста болни. Ниту во еден момент не се обидоа да дадат барем психолошка поддршка на децата. Нели, се оградувам како родител, бидејќи во таква ситуација доста добро се носев, меѓутоа можеше да реагираат за децата. Принудена бев да психотерапии вршиме приватно, во приватен институт, каде што дел од приказните се обидовме да ги избришеме. Таа поставеност во моментот зошто тие не сакаат да го видат сопствениот родител, беше за нив причина плюс за да се вратат назад, а не да појдат напред. До ден денес не ги има видено сопствените деца. Имаше донесена одлука од Центарот за социјално да јас преку 2 недели ги носам децата во кочани и да ги земам по завршувањето на нивното видување, на кое што бурно реагирав по целата ситуација на семејно насилство и преживеаните трауми на тие деца. Јас не сум во состојба, нити финансиски, нити психички, да ги носам секој петок, а да ги зимам секоја недела. И дали треба да биде таа одлука или треба да биде донесена друга. На мојата реакција дадоа друго решение, да децата се гледаат еднаш во месецот со родителот, 1 час, под присуство на социјален работник, за кое до ден денес го нема искористено своето право. Децата имаат одбивност, меѓутоа немаат никаква поддршка и никакво побарување од родителот да сака да ги види, да се грижи, да помага во нивното школување и слично.
Рековте дека се разведени, дека има некакви права и обврски и другиот родител кога се во прашања децата. Зошто системот не наоѓа решение за да го вклучи тој дел во поглед на децата. Да. Искрена да бидам, значи ако јас имам веќе деца, сум имала оформена фамилија, поради моите однесувања, тие повеќе не се со мене, меѓутоа јас како родител сум должен да прашам каде се, како се, што се, дали имаат и дали можат да се школуваат. Знаеме дека државата ни помага, нели, образовен систем да имаат, меѓутоа не ни помага во финансискиот дел на нивното образование. Поголемиот син е средно музичко, каде што финансискиот захтев е доста поголем од било кое средно образование. Нажалост, сама се борам. Доста сум благодарна и на професорите од музичкото, каде што му потпомагаат во дел на инструменти, за вежбање, за било која ситуација. Меѓутоа, мислам дека треба да се обрати и другиот родител. Поминаа неколку години, веќе вие го продолживте животот надвор од местото каде што се случуваше семејното насилство. Дали службите кои што го следеа целиот случај ви укажува што треба да направите, како да се заштитите? Имавте ли некакви советувања како да продолжите, особено затоа што знаеме дека често пати финансиската зависност во ваквите семејства знае да биде сопка за продолжување на нормален живот надвор од местото каде што се случува насилството? Не, никогаш. Никогаш, нити насока, нити помош. Неколку пати се обратив за помош во образовен додаток, во детски додаток, правично одобрија, после тоа ги укинаа тие придобивки, да кажам. После тоа немаше никакви насоки, никакви посочувања, никаков правец. Но вие одлучивте и сега сте веќе, гледам, на некој начин среќни затоа што излеговте од вртлогот во кој што и децата и вие бевте на некој начин жртви. Кажете ми, која е пораката, како да се охрабрат оние лица кои што доживуваат насилство? Така да, пред се треба да бидеме храбри и да си ставиме во глава дека ние не сме жртви, туку сме борци. Треба да правиме чекор напред за успешност на нашите деца. Да си дозволиме, бидејќи заслужуваме, да направиме чекор напред. И само едно ќе кажам, дека нема ништо поубаво од мир. Нема ништо поубаво од спокој и од слобода. А тоа го може секој. Така, децата ќе бидат уште посреќни, а и ние со нив. Сите ние насилството го препознаваме како физичко. За жал, тоа не е единствената форма, затоа што има и многу други облици во кои што насилството може да се јави. Дискриминација, емоционално, психолошко и многу други. Денес ве запознаваме со нив во ова издание на Приказна. Според статистичките податоци, секоја втора жена во светот е жртва на насилство од страна на својот партнер, а секоја петта е подложна или трпи закана од сексуално насилство. Жените од целиот свет се предмет на насилство, а големината и вистинската природа на овој проблем често се скриени. Неодамна американските научници открија дека жените кои се физички или психички малтретирани од страна на нивниот сопруг или партнер имаат поголеми шанси да страдаат од здравствени проблеми. Економската независност често ги задржува жртвите во домот каде се случува насилството. Едноставно е, жените најчесто се оставени да бидат зависни од приходите на сопрузите. Најчесто ги убедуваат дека не треба да работат, дека е најпаметно да останат дома, да се грижат за семејството, да се грижат за децата. Најчесто им ги прекинуваат сите врски со претходните работодавачи, на некој начин им прават проблеми на работното место за
при тоа да бидат приморани да дадат отказ. И тоа се практично моментите кога жената одлучува да ја напушти работата, да остане без сопствени приходи и тоа е вистинскиот момент кога насилникот всушност може да максимално располага со незиниот живот и со тоа што таа ќе добие или нема да добие. Економското насилство е форма на насилство која многу малку се зборува во медиумите. Можам да кажам дека не знам на што се должи тоа, затоа што навистина во последно време зема голем замав покрај останатите форми кои се малку попознати за јавноста, како што се психолошкото, физичкото и сексуалното насилство. Можеби затоа што се многу испреплетени меѓусебно, тоа е форма на насилство која е многу суптилна, па и тешко се препознава, некогаш и самата жртва всушност и не знае дека е жртва на економско насилство. По дефиниција, економското насилство е секое она однесување и постапка од страна на насилникот кој доведува до негативна финансиска состојба на жртвата. Најчесто се партнерски односи, меѓутоа не мора да значи. Насилна средина постои во било која релација, семејна релација или можеби и во некои работни врски. Меѓутоа, вака по-пластично да објаснам, затоа што би значило, мислам дека во насока во покривање на свест да некоја потенцијална жртва што сега ова го гледа, можеби ќе знае, можеби ќе може повеќе да се поврзе со ова и да препознае дека е жртва. Тоа е најчесто кога насилникот не дозволува жртвата да биде вработена, односно забрана за вработување. Потоа правење проблеми на работното место, тоа е и неможност да она расте на тоа работно место. Закани, меѓутоа за жал имаме ситуации кога во дела тоа се спроведува, односно доаѓа на работното место прави проблем. Тука имаме и посесивни испади, односно љубомора, нели оние изјави како кратки реченици ќе кажам сега дека насилникот смета дека жртвата сака да оди на работа затоа што сака да запознава нови љубовни релации, да создава таму на работното место. Потоа една многу важна форма која навистина остава големи последици, а тоа е кога насилникот ја тера жртвата да земе кредит на нејзино име и потоа имаме ситуација или па да се позајми од блиски роднини, колеги и пријатели, и потоа имаме ситуација кога дури жениве сместени веќе во тие куќи за домување имаат се уште обврска законска да го вратат тие кредитот иако не виделе никаков бенефит од истиот. За жал, неуспехот да ги обезбедат средствата за нормален живот ги обесхрабрува жртвите на семено насилство. Мислам дека еден од поголемите фактори е дефинитивно економската зависност на жртвата за да излезе од таква насилна средина. Секако дека во патриархално општество во кое што живееме постојат и други фактори, меѓутоа праксата покажува дека еден од најголемите е токму економската зависност. Како едно од решенијата во кое што можеби јас гледам најмногу просперитет, тоа е социјалното менторство за работна интеграција, програма која ја пилотиравме ние како паблик, а која ја прилагодивме на жените жртви на семено насилство, каде што навистина се дава еден малку потемелен и посуштински пристап, еден навистина холистички пристап, како на една жртва да ја овозможиме да се сврти кон себе си, да ги погледне своите вештини, да работиме на подкревање на незините компетенции и да ја извадиме на отворен пазар на труд. Меѓутоа, тоа не е крајната цел, истото значи дека треба и да остане на вработувањето. Јас лично од мојата работа со жените жртви на семено насилство во изминатата година, можам да увидам дека всушност тоа е моментот каде што се прекршува нивната одлука. Дури многу често и се одлучуваат да се вратат кај насилникот, токму поради фактот што не успеваат да доволно брзо закрепнат и од физичките рани, но и да се обезбедат материјално. И во таа смисла огромен е проблемот кога една жена која што се обидела да се оттргне од канџите на злосторникот едноставно не добива соодветна економска поддршка да може да биде самостојна, да заработува и да го издржува семејството, пошто најчесто се случува да е тоа мајка со едно или повеќе деца. Семејното насилство предизвикува трајна штета на здравието, менталната и емоционалната положба на жените.
една од причините е што не се чувствуваат доволно силни. Зборувам силни и психички, но и економски. Многу често не знаат каде би оделе, не знаат што е тоа што можат да прават од кога ќе го напуштат настилникот, не гледаат иднина во рамките на својот живот, не гледаат иднина во тоа каде може да се развива нивната кариера. Сум имала ситуации кога во мојата работа како кариерен советник, кога ќе им го поставам прашањето што е тоа што го посакуваш за себе, да ми одговорат дека многу одамна престанале да посакуваат било што за себе. И тоа е навистина многу тажно, многу жално, бидејќи се исклучиле себе си и најчесто се посветуваат на тоа да на децата им биде добро, да на децата им се посветат, да им најдат некакво прибежиште или безбедност на децата. И веројатно ги чекаат последните инстанции или крајната издржлива ситуација во која што насилникот ги надминува границите и тогаш веројатно се одлучуваат на тоа да заминат. Но многу често тоа трае премногу долго или пак за жал се одлучуваат после извесен период да се вратат назад. Истражувањата покажуваат дека голем дел од емоционално лабилните жени и оние во депресија се жртви на вознемирување од страна на нивниот партнер. Фемицидите, односно убиствата на жени и девојчиња, се една од главните причини за прераната смртност на жените на глобално ниво и представуваат најекстремна форма на насилство врз жени. Според објавената студија на Организацијата на Обединетите нации за дроги и криминал, вкупно 87.000 жени се убиени во 2017 година. Повеќе од половина од нив, 50.000 жени или 58%, се убиени од интимен партнер или друг член на семејството, откаде што произлегува податокот дека секој ден 137 жени се убиени од некој близок, некој на кој му верувале. Мислам дека тука прво и најголем проблем е тоа што самата жртва не препознава дека воопшто е жртва на семено насилство. Има во нашето патриархално општество каде што навистина улогите се како што се поделени на машки и женски, многу често за жал ќотекот се смета и за женска судбина. Ќотекот се смета за една алатка како мажот треба да ја насочи жената да биде утре подобра. Тоа секако дека се ова е погрешно, меѓутоа за жал се уште постои во нашето општество. Потоа можеби е и недоверба на системот. Можеби претходно лошо искуство. Потоа исто така мислам дека е многу важно тоа што насилникот со текот на времето ја оддалечил жртвата од таа некоја поддржувачка средина, од блиски пријатели и роднини кои би можеле да препознаат па тие во нејзино име да пријават. Затоа што морам да напоменам дека насилството не е приватна работа и не треба да заврши во домот во кој што се случува. Сите ние имаме граѓанска обврска да го пријавиме истото доколку сметаме дека е потребно. Пријавуваме банални работи како гласно зборување во домот на соседот или гласна музика, а не пријавуваме вакви работи кои се клучни. Покрај жените, семејното насилство влија и врз децата, дури и кога тие не се директно засегнати. Скандалите меѓу родителите и избугнувањето на агресија и насилство се рефлектираат врз емоционалниот и психичкиот развој на децата, оставајќи трајни негативни последици. Исто така тука би се надоврзала дека едноставно жртвата не знае што понатака од како ќе го пријави насилството, постанува во наводници комфортна зона. Друга причина е често што ја споделуваат жртвите дека не пријавуваат заради децата. Па тука исто би сакала да покренеме свест дека баш заради децата и треба да го пријават насилството. Тоа треба да биде мотив плюс да се пријави, затоа што многу често потоа децата ја имитираат средината од која доаѓаат. Односно момчињата стануваат насилни ако живееле во таква средина, а девојчињата прифаќаат многу полесно насилство затоа што тоа е моделот од кој што учеле. Научниците откриле дека голем процент на деца кои биле жртви или сведоци на семено насилство несвесно го копираат моделот на однесување на нивните родители и за возврат стануваат агресори. Растројство со манифестации на агресивно однесување се карактеризира со губење на самоконтрола и склоност да пројавуваат непотребно насилство кон луѓето околу нив, нанесувајќи не само материјални, туку и тешки телесни и психички штети.
Експертите ја дефинираат агресијата како импулсивна, неоснована, која обично трае помеѓу 10 и 20 минути. Во овие периоди агресорите се неконтролирани. Испадите на агресија се епизодни и се случуваат во недели или дури месеци, но може да се повторуваат и на дневна основа. Психолозите се цврсто убедени дека злоупотребата на деца е клучна улога во развојот и демонстрирањето на таквото агресивно однесување. Ми е чест и задоволство да бидеме заедно денес и то в крајот на голема конференција научна која направихме и тоа е како да помагаме на жртвите на домашно насилство. Вашето прашање, од кај е таа идеја? Пандемијата. Пред пандемијата, жртвите на домашно насилство тука на Балканот и специјално во Бугарија беха секоја четврта. Во Македонија секоја трета. По време на пандемијата, за жал, се зголеми бројот и како кажувам, кога сме повеќе мажи и помалку жени, кој од нас е жртва. Разбрах дека тоа е многу битен проблем и разбрах колку битен е кога решив да направя ваква кампања и како големо тркало се засили и до към тој момент од кога ја објавих, имаме 7 града во државата кои засакаха да се привклучат кон кампањата Стоп на домашното насилство, биди храбра. Го избрах слоганот Биди храбра затоа зашто мислам дека тоа највише фали на жените и тоа што сега се изборихме и со дори тука кај нас имаше жртва на домашно насилство која се исправи храбро и каза што се е случило во нејниот живот. Баш храброста да осмислиш дека имаш потреба да кажеш на некого, че ти си жртва на домашно насилство, да најдеш помош за тоа зашто ти си жртва и да знаеш каде да ја најдеш таа помош. И за тоа беше многу битна тази конференција во која луѓето да разберат како жртви на кого да се јават, што да направат, кој ќе ги заштити и како и какви се им правата. Разбрах дека тука во Република Северна Македонија имате многу добри закони и само могу да ви поздравам за тоа и да веруваме дека напред заедно ќе можем да направиме повеќе за жртвите и за децата жртви на домашно насилство. За жал, во тој момент во кој ние збориме со вас, става там некаде насилство. И то не е само на едно место. И тоа е, ако ние го замислиме во нашите глави, ако дадеме гласност на тоа, верувам ќе бидат и помалку луѓето кои ќе си дозволат да прават насилство. И исто така тука се институциите кои јавно да кажат што ќе се случи со насилниците, така да кажеме. Да има добра протекција од самата држава и од институциите за жените и за децата. Тука нормално понекогаш ме прашат: добро, што ќе кажете за мажите кои се жртви на домашно насилство? Стварно има ги, но процентот е многу помалку тоа што се жените и децата. За нашата кампања Стоп на домашното насилство има пуштени телефонски броеви кој може да се донира, исто така жиро сметка на која може да се донира. Бенефициентите кои одбрах, тоа се Организација на жените на град Скопје, кој веќе 30 години во близина работи за да заштити правата на жените жртви на домашно насилство. Кризен центар Надеж, минатата недела славихме 20 години од неговото создаване и една може, One Can, организација на самохранните родители. И тоа зашто ме прашат: добро, Билјана, зашто одбра организација на самохранни родители? А зашто се е стигнало до еден родител да биде самохранен? Има некоја причина и ние можем да си помагаме и секогаш кажувам, заедно сме посилни.
Родово базираното насилство е присутно и во политичките кругови. Насилството врз жените во политиката е и такако многу распространето. Не само на социјалните мрежи, меѓутоа и во нивните средини во собствените партии. Македонското законодавство не го препознава терминот фемицид, па оттаму и не го регулира како посебно кривично дело. Во однос на заштитата на семејното насилство, од правен аспект гледано, задоволуваат европските стандарди во однос на казнено-правната заштита на семејното насилство, но и од граѓанско-правната сфера. Но и тука и од учесниците на самата конференција се констатира дека имплементацијата всушност затајува на повеќе сегменти. Семејното насилство предизвикува трајна штета на здравјето, менталната и емоционалната положба на жените. Се откажав од хобија, се откажав од начин на облекување, на функционирање, од многу работи, едноставно веќе не се препознава во огледалото која сум. Се движав како сенка, да кажам, и еден ден реков доста е, овака повеќе не може да функционира. Насилството треба да се препознае и прекине. Приказна, втор дел. Ставаме точка на секоја форма на насилство. Гледајте следниот понеделник.